Генерално и на нас градењето на енергетски ефикасна заедница ни е еден од приоритетите како општина и мислам дека тоа во повеќе наврати ние го имаме и докажано. Тоа нели особено ни е значајно и особено внимаваме при реконструкција на градинки, при реконструкција на училишта и при реконструкција на објекти кои што се во владени или од значење за општината, под ингеренција на општината. Заедно со Министерството за животна средина го променивме и системот на грејење на градинката Пролет во Влај 1. Спасивме 11 килограми помалку PM10 честички во воздухот на годишно ниво. Претходниот систем на грејење беше буквално на некаков начин отров за дечињата кои што учат таму. Покрај тоа нормално доаѓа и заштедата, каде што исто така морам неколку пати го спомнувам Министерството, меѓутоа навистина Министерството е едно од ретките со кои што ние како општина имаме прекрасна и плодна соработка, па така тука би ги споменал и двата објекти на градинката Мајски цвет, за која што веќе се зборуваше, на Млечен и градинката Мајски цвет, исто клонот во Тафталидж 1, на кој што беа заменети и прозорците и вратите и со тоа заштедуваме околу 50% на сметките кои што ги имаат овие градинки. И на овој начин Општина Карпош во урбаниот дел на општината нема ниту еден свој објект кој што загадува. Општина Карпош сега влегува веќе во напредна фаза на процедура за поставување на LED светилки по јавните површини, односно комплетна промена на целиот систем на улично осветлување. Еден од главните предуслови во огласот кој што го имаше и го има се уште активен општина Карпош за субвенционирање на енергетски ефикасни фасади, или енергетската ефикасност е основен приоритет по критериумите за една заедница на станари, може да добие финансиска поддршка од општината, нешто што во минатото во Карпош пред долги години почна да се прави, меѓутоа после се отврли тој концепт, па завршивме со инвестиција на општината во кречење на фасада на бела зграда. Без никаква енергетска ефикасност, чисто кречење, што навистина мислам дека се непродуктивно потрошени пари на граѓаните на општина Карпош, што не создава никаква дополнителна вредност, освен визуелно подобрена слика. Го искористивме ние изминатиот период и за освежување на зеленилото, бидејќи ни се покажа во минатото дека џабе садиме зеленило ако немаме системи за наводнување на истото, така да се поставени и на повеќе места системи за наводнување на зеленилото. И ја користам прилика да најавам и јавно дека во соработка со Шумарскиот факултет влегуваме во една акција каде што тие ни донираат околу 300 до 400 високо израснати дрвја ореви, кои што ќе бидат посадени и во дворовите на школските градинки, и во школските дворови, и во дворовите на градинките.